Во денешната епизода на Hitmaker говориме за инспирацијата наречена дно. Дали човек треба да го црпи најдоброто од дното? Дали уметникот треба да се инспирира од него? Или да се препушти со цел да доживее поголема инспирација? Дали кога нема подолу од дното, единствениот, преостанат пат е само да се движи нагоре? Како воопшто се доаѓа до таков мајндсет? Постои ли некој тип на пракса? Разговараме за внатрешните човекови битки и извојувани успеси на полето на музиката и дали ние музичарите ги сонуваме композициите кои што ги креираме во главата и како воопшто се скротува мислата и што значи да се биде и практикува зен. Говориме денеска со успешниот хитмейкер Тони Зен. Што било за кинта, но бизнис ко бизнис ке мора да знам, бар муабет да направам сагла. А за англиски немам талент јас, па во огласник видов оглас. Фино, елегантно, ноншалантно, давам на часови по есперанто. И ми одговара нежен сопран. Урале, мучачо? Леле, каква риба морам да ја. Есперанто, синьорита. Мене секе ми се исплати, секој час јас што сум ми го платил. 3 месеци учев од неа да знам, да со жени само бизнис уговара. Па ја замени синьор колега, а јас одма ја здумнав да бегам. Ако те предава како неа, иди бегај, таков бизнис не ми треба. Синьорита, кажи каде ли предаваш сега? имаш кинта? И дупло ке ти платам ако треба. Есперанто, синьорита. Посилна очите, посилна. Ти си посилна, ти си мојата хероина.
девојка што ден и ноќе слуша само фанки, yeah, фанки. А мене ми е преку глава од тоа твое фанки, yeah, фанки, yeah, фанки. Од твојот вокмен слушам свири едно ептен старо фанки, yeah, фанки, yeah, фанки. Ти зборам, беби, ама джабе не ме слушаш, ти си луда, фанки. Тотално се смени, 100% сум друг, баш поради тебе, дење, ноќе, слушам само фанки. Твој фанки звук, кога свири така јако, ме подсеќа на тебе. Тој фанки грув, ништо друго не треба, кога си со мене. Градот шекнува по тебе, ти си риба број еден, ти си фанки. А тебе, дечко, не ти треба, не, тебе те пали само фанки, yeah, фанки. Од твојот вокмен слушам свири едно ептен старо фанки, yeah, фанки. Ти зборам, беби, ама джабе не ме слушаш, ти си луда, фанки. Тотално се смени, 100% сум друг, баш поради тебе, дење, ноќе, слушам само фанки. Твој фанки звук, кога свири така јако, ме подсеќа на тебе. Тој фанки грув, ништо друго не треба, кога си со мене. Здраво, Тони. Здраво, Фала ти многу што си наш гостин денеска. фала и на вас за поканата. Фала ти многу, чест ни беше секако што си овде со нас. Прво сакам да те прашам нешто што сите те прашуваат, веројатно, зошто Тони Зен? Зошто Тони Зен? Затоа што еден другар ми кажа, ти као надима кога барав у времиња, кога бараме како да се представиме, викаме кога се градиме како артисти, од Тони Пи до Тони Монтана до Тони Зен, и другарот ми рече Зен. Па, шо е тоа Зен? Па не знам, Зен нешто таму го потребувале луѓето за нешто смирено, релаксирано, не знам, тие муабети. Као мене ми личило такво нешто, ја као Демек таков, нели? Одма ми става наслов според карактерот мој другарот, и до ден денес јас некако се закачив за тоа и почнав да го носам, и не само да го носам, и да си го живеам и практикувам. Супер. Значи вистина си Зен. Не сум вистина Зен, мислам сите сме Зен, меѓутоа алатката Зен или праксата Зен, тоа е пракса, не е ништо повеќе, не е филозофија, не е религија, не е догма, не е некоја мистерија, него е пракса. Алатка за да не е нешто нурне длабоко и низ тие вежби, пракси, повеќе да се прашање и наблюдувања и дишење, да стекнеме некакво искуство директно сами со себе и да го негуваме моментот наместо вчера и утре. Супер. Значи дека имаш начини за практикување на духовна хигиена. Имаш навики кои што Секогаш у секое време супер. помага тие пракси. Имам милион пракси, меѓутоа мене ова некако, дали заради тоа што ми рекле Зен, па ја појма сум немал, па сум трнал по тој, сум открил дека чекај ова, знаеш, без да го нешто трагам или не знам, као да си е мој било од секогаш. Јасно. Кога веќе стекнав некакво знаење, па искуство и некако си дојде само по себе, да ја ова цело време сум го уствари Да, уствари вежбал, само не сум знаел дека е тоа. Како и ние многу работи животот што практикуваме, ама не Парадокс. знаеме дека се тоа, да речеме, ете така. Супер. А дали имаш пример некој совет за луѓе кои што сакаат да практикуваат повеќе духовна хигиена, уметници можеби што се Да, наоѓаат у некој таков емотивен колосек моментално? Па не знам, совет да низ секое искуство, што и да ви се случува, дали е добро, дали е, не знам, убаво чувството или неубаво чувството, едноставно
е само да се запрашаат или да се запрашаме кому му се случува ова, или значи кој сум ја низ ова искуство. Значи има искуство, има чувство, има емоција, има нешто, има текст, има песна, има незгода, има убаво, има лошо. Проаѓа све. Кој останува? И низ тие прашања се отвараат. Значи човекот мора да се прашува себе си, да се конфронтира себе Ова е си. мој совет, не дека мора, него мој совет што да направат у секој искуство, да се, мислам, тоа е зеното ствари, да се запрашам кој сум, што сум. Така. Многу ми е драго што го имаме разговоров, од секогаш сакав ова да те прашам. Ви следи еден убав период експресивен со понатака во годината секако со настапи и така натака. На 11 октомври закажавте концерт. Ќе те замолам да ни кажеш малку повеќе за тоа, бидејќи сите го очекуваме со нетрпение. Што може да очекуваме сите? Концертот е на 11 октомври, да, се презакажа поради нормално. Сите знаеме во каква ситуација бевме, проаѓаме и се уште проаѓаме и нужно беше да се презакаже за 11 октомври. Ќе биде спектакл, ќе се одбележат 20 години од моето официјално постоење, од издавање на прв албум, да речеме. Као се славам некоја јубилејна година, оваа 20 години. Прв заеднички концерт голем со Сладкаристика. И многу убаво ќе ни биде пред се и драго да дојдат многу луѓе, значи да биде преполно. Сигурно ќе биде. И буквално се надеваме и да се испочитуваме вака заеднички сите меѓу себе и за оваа година, бидејќи беше и многу тешка исто и да пројдеме сите заедно низ тоа со љубов, со респект, почит кон најранливите, нели? И да го одбележиме ова со така годината со еден убав концерт македонски, авторски, кој што ќе остане и ќе се памети како и сите наши други концерти што сме ги правеле, како и сите други големи концерти, настани кои што ги правеле македонските артисти, така да имаме кој ќе види светот од нас нешто убаво, Што можеме да им и покажеме? големо што може да биде да остане у каталогот на македонската нација во иднина, како што ние сме учеле од претходните генерации и овие направиле нешто големо. Ние да направиме, па следните генерации да се инспирираат и да трае тоа, да имаме нешто наше што може да се пофалиме. Тоа ни е целта, да не кажам. Супер, преубаво случано. Би сакала да те прашам дали моментално работиш на нешто ново, бидејќи сите сме инспирирани и позитивно и негативно од сите случувања, тоа буди секакви емоции, различно, индивидуално кај секој од нас. Како ти се справуваш, како се будиш, какви сони што имаш, дали тоа некако е поврзано со музиката која што ја креираш, дали ги сонуваш мелодиите врз кои што ти доаѓа да напишеш текст? Многу убаво прашање у прав момент, бидејќи баш у моментов се случува тоа и се инспирирам. Кога се инспирирам. Кога не се инспирирам, не. Така функционирам. И сето тоа зависи од отвореност. Ако сум отворен, све проаѓа, све излага, све што ќе наумам, све што ќе посакам, све е тука, све е дадено, само треба да се пренесе. Мелодиите, текстот, дали е рап, дали е пење, дури се чудам, имам voice memo, се пишувам, си ги пеа мелодиите, јас сум The Weeknd, не сум The Weeknd Monday. Денеска можеш да бидеш The Weeknd да го сакаш, едно копчето дели. Да речеме. И јас сум The Monday или The Monday. Tuesday, не сум The Weeknd, ама сакам да кажам мелодичен пристап кон нештото. Ја имам раперски, зборовите се по, како да кажем, густи, побрзо се кажуваат, нема нешто мелодии, така натака. Овој пат имаме суики, освен тоа што албум ќе вадам, 7-ми албум, као 20 години Тони Зен, 7-ми албум, тој е веќе спремен до негде, има некои нови песни, меѓутоа од нигде никаде дојде некој као формат од 4 песни као EP заедно со другарот Ики. Као концепт албум? Концепт албум, Тони Зен на мајк, Ики е на бит. И тој треба да излезе што е некако производ на
сите мои, да речеме, у даден момент потискања, да треба да се случи некаква случка и да се отворам и да дојдат песните каде што ја додека ги интерпретирам сам со себе, значи затворен музиката 50 пати иде битот и ја го интерпретирам милион пати тоа цело време. И дури се чудам сам на себе колку можам да се отворам у еден ден, а место така и колку можам да се затворам у еден ден. Јас го направив, нели, обавиот избор да се отворам, да го направам тоа у еден ден, да се напишат, буквално да се дадат 3-4 теми и цел концепт да се врзе, па дури наслов, па дури каверот, како ги знаеш, у еден момент кога е отвореноста голема, све е тука, не треба нешто да се замараме или пренамагаме околу процесот, пошто претпоставам прав уметник, што и да прави, функционира така. Мислам дека тоа е, како се викава, најдобро решение или па избор да се отвори уметникот. Јас тоа го направив и тоа ми се случува баш во моментот кога ме праша што има, тоа има. Инспирацијата е од па и од неубавите искуства кои што буквално сите не стигна и некако тој момент се отварам и пробувам да некако се насочам на поубав пат, да речеме, за да Бираш да одиш нагоре, а не надоле. Нема нагоре, надоле, нема лево, десно. Да, како го гледам така нагоре. Да, меѓутоа и од долето има што да се црпи, да се кажува, најмногу има. И јас најдоле одам, ако гледаме така, најдоле, дното и од дното идам нагоре и како е, вака е. Кога си више доле и кога си најдоле, нема каде да одиш подоле, освен да кренеш нагоре. Да, и има доле и тоа доле знае да биде прекрасно и да инспирира многу и од тука да се направи избор и шиваме до бескрај. Прекрасно. Ти благодарам за овој преинспиративен разговор и за мене како артист. Фала и на поканата, фала и за оваков концепт, за оваа емисија и да сме здрави и живи, да се гледаме за убави работи. Кој си ти? Откаде ли се појави? Кој гром од ведро небо да ме погоди? Поглед од тебе не можам да тргнам. Љубов на прв поглед, сега верувам. Фројд е жив, ти си неодолив. Секој поглед твој е смртно возбудлив. Фројд е жив, а ти си неодолив. Не си многу зборлив, ама лесно разбирлив. Кажи, зашто ли мајка ти те храни? Предок примерок си ти. Само за во витрина да те чувам. Темјен ноке да те гледам, да воздивнувам. Фројд е жив, ти си неодолив. Секој поглед твој е смртно возбудлива. Фројд е жив, а ти си неодолив. Не си многу зборлив, ама лесно разбирлива. Еј, погледни животот пред тебе, луѓе лудуваат, убави нешто се случуваат. Здраво дечки, јас сум Горас Кени, а денес одиме на слушачката промоција на Супер Хикс Сила и нервоза. Пајде да видиме како ќе си поминеме. Оди право и удри му шамар. Само За новиот албум. Јас имам 31 година, а вие постоите 30 години и баш денеска се потсетив уствари дека имам растено со вашата музика, со Еј погледни животот пред тебе и Еј раде. Овој албум носи наслов Сила и нервоза. Вие сте автентични и препознатливи по тоа што правите, обработувате социјални теми, тешки теми, меѓутоа ги пренесувате со оптимистичен дух. Дали Викаш оптимистичен е?
Па ја пример танцувам на вашата музика, а иако се обработуваат сериозни теми. Види, не знам колку е тој оптимистичен дух задржан, меѓутоа пораката пред се на Суперхикс преку овие текстови, преку она што го пренесуваме како порака или како момент или како потреба е да укажеме на нешто што е негативно се случува во општеството. За жал се случува 30 години тие работи, некоја голема промена немаме на позитивно. Колку оптимизам останало во нас не знам, меѓутоа се уште укажуваме, имаме сила и волја да укажеме на она што е аномалија на овој систем, на општество, на оваа држава и така натаму. Токму е таа пораката и на насловот на овој албум и на песната Сила и нервоза, се постигнува со сила и нервоза. Во оваа држава, за жал, се уште доаѓаме во ситуации во кои што многу работи се постигнуваат со сила, нервоза, а бога ми... Имавме Македонија и снимавме батерија да тргнеме малце Македонија од нашата мапа. Македонија снема одамна батерија, да беше секако што треба, како беше, fully charged. Ама за жал, стално сме некако на 30, 20, 40%. И тоа е тоа. Да, застанавме кај Муамето за тоа дека се постигнува со сила и нервоза, за жал по толку децении и години. Оние текстови на Суперхикс од почетокот кои што зборува за заминување, за иселувањето на младите лица од Македонија, Африка, кој што третира многу социјални теми, шундот кој што го живееме, кичот, изместените вредности, невоспитување, некако, дојдовме, не знам до каде можеме да отидеме со тоа дно, меѓутоа, за жал, многу работи не се на добар колосек и не се движиме каде што треба. Суперхикс се обидува да биде коректив на тие состојби, барем преку песна и преку пораките кои што ги испраќаме, бидејќи во бендот се повеќе ми на автори, не сум само јас тука, Борис Нинов тука и Дарко Попов и други луѓе допринесуваат за овој албум и за минатите 6-7 албуми. И што да кажам, ова е еден производ кој што практично денес излегува на винил по една година по издавањето на истиот на платформите како CD. Меѓутоа никогаш не е доцна да се издаде винил, така и ова издание практично второ винилно издание на Суперхикс по Underground Evergreens од 2017 година добива свое винилно издание и сме многу горди на тоа. И не е баш едноставна борбата да останеш на сцената, да имаш своје издание, слично од сето тоа да покриеш и финансиски и секако, но не се предаваме. 31 година колку што имаш ти, па може да чекам уште 30. Што ви се допаѓа најмногу во музиката кај Суперхикс? Па ја би рекла се од тоа што секогаш музиката им се базира врз на тоа што се контра све. Тоа што не се политички обоени, тоа што се прави артисти, тоа што знаат што прават и имаат најсупер концерти и се многу cool, да речеме. А дали имаш можеби некој момент на нивен концерт што не можеш да го заборави? Имам неколку да ти кажам, има и по спотови, ама со друга коса, со друга боја на коса, така да супер се. Немам пропуштено концерт во Скопје, а ќе одам во Пловдив на Суперхикс од 25 до 27 јули. Прекрасно. Ви благодарам. Вие кој е омилениот момент во музиката кај Суперхикс? Суровата вистина што ни ја раскажува. Тоа е многу битен момент. Што е многу интересно кај нив, на забавен начин ја представуваат. Дури ние танцуваме низ маката на некој начин. Правецо нивни е тој. Мислам, знаеш што сакам да кажам така. Сума сумарно, суровата вистина што ни ја раскажува. Во кратки црти само животот и позитивната енергија што шират околу. Тоа е. Најкратко, најпрецизно и благодариме. Кратки црти. Хвала. Ја дојдов во Суперхикс пред некои 12 години и малку уникатна ситуација е првично си фан и влагаш во бенд на кој си голем фан и што знам, првичниот поглед на Суперхикс како фан беше различен, аз пати кога влегов во бендот. Што ми се свига е што кохезијата на звукот на Суперхикс е со мешани елементи на Балкан и на ска и на рок и на панк и на ска и на што све не. Е уникатно за кај нас и екипата што го твори тоа се стварно добри луѓе што ме прифатија од старт и све тоа беше една добра прилича што уште трае. Пеце беше главен виновник за тоа да влезам во бенд. И тоа мислам дека не прави уникатни чисто карактерите што ја творат музиката, даваат доста
личен момент во тоа и мислам дека е доста уникатно. И плюс за постари, претпоставувам, фанови знаат за Суперхикса и младиве, претпоставувам, дознаваат полека преку социјални медиуми за звукот на Суперхикс и претпоставувам музиката. А Суперхикс исто препознатливи по нивните енергични концерти. Дали имаш некој момент што цел живот ќе го паметиш од концертите на Суперхикс? Ги има дузина. Локално, например, сме имале големи настапи, Пиволенд и Вино Скопи. Мојот прв беше 2013 и беше голем настап, пошто предходно како диџеј и рапер на времето сме научени на помали публики. Првиот настап беше на Виноскоп пред илјадници, ми беше голем отскок од регуларното и за мене доста ќе го памтам. А исто така на шетање првиот голем фестивал Сиге 2013 исто со Суперхикс, тоа беше искачање за мене надвор од Македонија и на странска бина на голем светски фестивал. Има интересна една анекдота, Бугарија настапувавме, не знам сега која година, 2016 или 2017 и Лутарана од Африкалумот, сега јас ја рецитирам на бина. И си искајпав доста поише од што треба и влегов у публика и направив тежок хаос и го зезнав коленото и све тоа заврши ко многу кул настап. Значи баш завршило ко Лутарана. Да. Паја ги енергија, така да, се уште сме познати, се надам дека ќе останеме познати по доста енергични настапи со луда публика и со свето. Ти благодариме, Гоце. Мислам, ги слушам Суперхикс веќе 15-20 години, не знам точно колку. Првата љубов со нив се случи кога почнав да ги гледам како функционираат како бенд, како семејство, како фамилија, кога ќе искочев навечер во Маракана или места кои што не свират они, ги гледав често како доаѓаат, како си комуницираат меѓу себе, некако целиот тој живот нивни ми беше многу убав. И тука почна љубовта, после музиката, кај музиката конкретно ми се свиѓа што е игрива, што раскажуваат приказни од секојдневието наше. Што ви се допаѓа најмногу во музиката кај Суперхикс? Весели се. Они ни се уникатни, нив треба да ги чуваме. Еве се трудиме колку што е можно повеќе, видете колку во луѓе дошле, така да прекрасно. Ми се свиѓа многу што ме слушаат у продукцијава како треба финалниот производ да испаде. Хикс е бренд кој треба многу да се почитува, поготово тоа што Не, давам изјава сега за тебе. Пеце е многу паметен дечко, супер фронтмен и кои истраеле толку години да бидат другите пример дека може бенд да истрае толку години и да научат од тоа. Само љубов има сила и не грева сите во височи
љубов дарај, верувај. Само љубовта има сила и не клева, сите боби сочина. Само љубовта има сила, прави чуда и дава сила небесна. Знаете што, време за една провокација, време за вашата омилена, време за провокативна анкета во Хитмейкер. Остани и душа и тело отвори ми. Остани, нашите сништа оствари ги. Остани, ушни до зори допрени. Јас и ти, все друго се ликови небитни. Сакав да стигнем на крај на светов. Дојдов блиску до твоите образи. Тонам, без тебе умирам сам на дното. Носи ме високо, највисоко. се буди звер. Сакам борба, гради во гради, ниски удари не се фер. Јас сакам да бидам човек што високо ги поставил границите на својата можност, а умот него запоставил. Хајде, разбуди ме, хајде, разбуди ме, хајде, разбуди ме, хајде, разбуди ме. Јас сакам да бидам херој што ќе го смени целиот свет. Хероите горат брзо, сами во својот осамен свет. Јас сакам да бидам светец, тепни души да осветлам. Но на секоја препрека прва, јас паѓам и се сопнувам. Јас сум човек на пола звер, јас сум човек на пола звер, јас сум човек на пола звер, јас сум човек на пола звер. Јас сакам да бидам човек, тоа е за мене комплимент. За да правам од себе будала, го користам секој можен момент.
Јас сакам да бидам човек, денот полека заоѓа. Каде да најдеш во ова време, но човек тешко се наоѓа. Јас сум човек на пола звер, јас сум човек на пола звер, јас сум човек на пола звер, јас сум човек на пола звер. Хајде, разбуди ме, хајде, разбуди ме, хајде, разбуди ме, хајде, разбуди ме. Јас сум човек на пола звер, јас сум човек на пола звер, јас сум човек на пола звер, јас сум човек на пола звер. Како лакмус, лесно менувам боја и нема мисла што веќе не и твоја едно цело дел од божествениот план. Јасно сонце, уште појасен мрак, секогаш боли од тој што ти е драг. Се тоа дел од божествениот план. Оставам се што ми значи во тишина. Секој збор, секој лик, се што зрачи со вистина. Она што најдобро го зна, дел од божествениот сонце, уште појасен мрак, секогаш боли од тој што ти е драг. Се тоа дел од божествениот план. Замилуван, оставам се што ми значи во тишина. Секој збор, секој лик, се што зрачи со вистина. Она што најдобро го знам, дел од божествениот план.
те остави предолго жив. Се ми стил и биди очаен со стиво последен. Не си сам покрај тебе и други газам. Немам жал и гледам траки, некој те допирал. Изумрен вид, веќе си посео длабоко доле под земја си. Изумрен вид, веќе си посео намени пак за милион години. Изумрен вид, веќе си посео длабоко доле под земја си. Изумрен вид, веќе си посео намени пак за милион години.